Така, ова беа размислувањата на граѓаните од Кривопаланечко во однос на отворање и реотворање на рудниците во Крстов дол и Луке. Меѓутоа, тука го слушнавме и ставот на првиот човек на општина Крива Паланка Сашко Митовски. Инаку веќе 10-та година поред австралиската компанија Пела, како што најавив на почеток, има концесија за истражување за отворање и реотворање на овие рудници. Токму пред 10 минути од австралиската компанија Пела одговорија на нашите прашања, односно сакавме да го слушнеме и чуеме нивниот став во врска со отварање на рудниците, па еве тука во оваа емисија ќе искористам да го изнесам нивниот став. Отаму велат дека австралиската компанија Пела е во раните фази на повторно отворање на поранешниот рудник за антимон во Крстов дол и продолжување на истражувањето на проектот Самарт Гол, а тоа се однесува на рудникот во селото Луке, во околината на селото Луке. Отаму велат дека прерано да се даде проценет временски рок, но според нив ќе ги споделуваат сите ажурирања и информации за јавноста. Продолжуваат во нивниот одговор, велат дека оптимисти се дека историските потенцијални идни резерви ќе овозможат да отвориме ново поглавје во рударството во Македонија во корист на сите граѓани во државата, како и на локалните заедници. Продолжуваат, велат дека Пела веќе е во континуирани разговори со локалните заедници, соработуваат со првиот човек на општина Крива Паланка Сашко Митовски и локалните власти за да отвориме, како што дополнува, дополнителни канали за диалог и да одговориме за сите загрижености на локалните граѓани. Еве, тоа беа дел од одговорите на австралиската компанија Пела. Должиме и нивниот став да го пренесеме со оглед на тоа дека ги слушнавме граѓаните на жителите, односно на граѓаните на Крива Паланка и на првиот човек на општина Крива Паланка Сашко Митовски во однос на најавите за отворање и на реотворање на рудникот во Крстов дол за антимон и на рудникот во околината на селото Луке за сребро и злато. А сега, како што најавив на почетокот на оваа емисија, втор гостин во студио 10 е господинот Мартин Ефремов од председател на независниот полициски синдикат. Благодарам, господин Ефремов, што прифативте и да разговараме за работничките права на полициските службеници. Добар ден до вас и до вашите гледачи и ви благодарам на поканата. Да, века кувертиран овој разговор, каква е моменталната состојба на полицијата во однос на условите за работа? Моменталната состојба во полицијата, како и години наназад, не е сјајна. Има некое благо раздвижување во делот на процесите кои што се случуваат и условите за работа, меѓутоа е далеку од тоа што треба да биде. Полициските службеници, за жал, се уште се оставени сами на себе да се сноѓаат со основните средства што се потребни за работа. Се уште си шијат униформа и се сноѓаат со униформа. Мислам, во 2026 година да зборуваме за потребата да се најде и да се набави униформа за полициските службеници е нешто што не би требало да го говориме. Меѓутоа, од друга страна, имаме благо раздвижување и оваа година и претходната имавме набавени некаде околу 120 нови возила Peugeot 408, имавме набавени околу 20 нови комбиња, меѓутоа тоа е само една капка во морето што треба да биде промена во рамките на Министерството и сметаме дека состојбата, како што кажав на почетокот, е далеку од сјајна и треба сериозно да се интервенира. Да. Колку сте задоволни лично, како прв човек на синдикатот, меѓутоа и колку вашите членови се задоволни од платите? Нешто за кое што се говори последниот период за сите вработени? Ова е едно многу болно прашање за полициските службеници, затоа што ниту јас, ниту познавам друг полицаец што е задоволен од платите кои што ги примаме во моментот. И тоа е така, пак ќе кажам, еден долг период, затоа ние постојано протестиравме и баравме ова да се популаризира како тема, затоа што во јавноста многу често и најчесто платите се гледаат на полицијата во вкупниот износ кој што се добива, односно платата заедно со додатоците на плата за празник, викенд, преку време на работа и се останато, и таа вредност се гледа како некоја многу голема плата од 45 или 50 илјади денари што се зима. Меѓутоа никој не го спомнува тој момент за еден полициски службеник да добие плата од 45 или 50 илјади денари на крајот на месецот, треба буквално да не се појави дома, да пропушти празнични ручеци и вечери со фамилијата, да не спие дома заедно со дечињата за да дојде до некоја пристојна плата. Ако го зборуваме за основната плата
плата која што добиваат полициските службеници, таа треба моментално да биде покачена некаде околу 50% за да дојдеме до самиот републички просек. Значи, буквално е таква ситуацијата со платите во државата. Како се движат платите? Основна плата зборувам, без оние додатоци кои што ги спомнавте, односно и празнични, и викенд и слично. Од до. Да, како што ви кажав, полициските службеници добиваат основна плата од прилика околу 30 до 32.000 денари како почетна плата и потоа ги имаат оние додатоци за ноќе, викенд, празник, недела, работа и така натаму, со што добиваат некоја пристојна плата од 40-50.000 денари, пак како што ви кажав. Меѓутоа, таа плата е со сите тие додатоци и со сето тоа време што е вложено на работа. Значи, буквално полициските службеници за таа плата се постојано на повик и најголемиот дел од месецот не се дома за да успеат да дојдат до тие плати. А кога би работеле само редовно работно време од 8 до 16, замислете би земале плата од 30 до 32.000 денари. Да. Утре е 1 мај, каде ќе биде првиот човек на независниот полициски синдикат? Првиот човек на независниот синдикат на полицијата, како и секој 1 мај 10 години наназад, ќе биде на првомајската парада која што се одвива со години наназад. Ние од кога постои независниот синдикат на полицијата 1 мај, секогаш сме на протестите, ќе бидеме и овој 1 мај како и сега. Иако искрено малку ми смета присвојувањето на првомајската парада, пак ја кажам затоа што сметам дека протести се прават низ целата година, а 1 мај е момент кога треба сите заедно да го одбележиме 1 мај. Меѓутоа, одредени синдикати очекуваат или сакаат да го присвојат овој протест, иако мислам дека првомајскиот протест треба да биде благо кажано лидерлес и да бидат сите поканети и сите повикани без разлика дали се членови или не се членови на синдикатот. 1 мај е денот кога сите работници треба да бидат на улица и на еден начин да ја презентираат состојбата во која што се наоѓа. Кога мисливте присвојување, мисливте на ССМ или како? Па да, како што каже и самиот председател на ССМ веќе 8 години организира протест за 1 мај. Меѓутоа, првомајските протести се одржуваат многу повеќе порано од 8 години кога учествуваше независниот синдикат на полицијата и ќе се одржуваат и понатаму ако ССМ не би бил дел од тие протести, така што првомајскиот протест и присвојувањето од страна на ССМ е тоа нешто што ми пречи на мене, исто како што ми пречи и тоа што одредени други синдикати со цел веројатно да се умилкуваат на владата, кажуваат дека не треба да се поддржат првомајските протести и дека работата во државата и состојбите цветат, колку и да се добри или лоши состојбите во државата, местото на работниците на 1 мај е дефинитивно на улиците. Верувам дека се координирате меѓу себе во однос на утрешниот протест со ССМ или пак? За жал не. За жал не се координираме. Како што гледате, Сојузот на синдикати на Македонија неколку протести што ги прави наназад, гледам дека има за жал некои политички примеси кои што јас ги забележувам и сериозно ми сметат. Ние како синдикат, пак кажувам, ги поддржуваме и овие протести и ќе ги поддржиме сите идни протести. Меѓутоа, оние насоки и координации од општински организации, комитети и што и да е, пак велам и во едните и во другите синдикати, е нешто што не треба да го гледаме во синдикалниот активизм. Да, синдикатите негираат дека има било каква политичка поврзаност, меѓутоа на утрешниот протест, еве кога сме на кога зборуваме за работничките права, што ќе побарате од системот? На кратко. Да, ќе побараме пристојни и достоинствени плати за живот. Значи, ние сметаме дека минималната плата треба да биде заменета со плата за живот, затоа што минималната плата е некој законски минимум што треба да се дава на вработените и испод кој работодавците не би смееле да дадат. Меѓутоа, мислам дека како општество треба да тежнееме и да сме зрели веќе да говориме за плата достојна за живот, а не за минимална плата. Минималната плата е нешто што треба да биде на рап на преживување, меѓутоа платата достојна за живот е таа за која што треба да тежнееме и да говориме. Рековте на почеток на емисијата ниски плати, меѓутоа има некои полициски службеници кои што воопшто не земаат плати. Најверојатно претпоставувате зашто ќе ве прашам во однос на реакциите на полициските службеници кои што се осумничени за случајот ПУС, каде што на 20 од нив им стигнало пред една година и повеќе од една година им стига решение за мирување, каде што нема здравствено, социјално, меѓутоа немаат и никакви примања. Ваш став во однос на ова прашање? Така е и апсолутно ви благодарам и за вашиот прилог што беше снимен пред некој ден баш во врска со оваа проблематика. Решенијата за мирување, за работен однос и самата постапка околу
обвинетите сега веќе колеги од дискотеката Пулс е нешто за што ние наназад долг период говоревме. Во текот на месец септември направивме еден протест пред јавното обвинителство и пред судовите, затоа што сметаме дека колегите во самата постапка беа премногу рано осудени и обвинети, без при тоа да бидат видени сите факти и докази, и особено во делот на овие мерки како што ги изборувате и решенијата за мирување на работен однос кои што им беа издадени на колегите. Сметаме дека ако го анализираме самиот член од Законот за работни односи врз основа на кои беа издадени решенијата за мирување, тие се точно предвидени за да се заштитат вработените од евентуални откази при притворски предмети. Меѓутоа, голем дел од вработените воопшто не беа ни во притвор на кој што им се издадоа овие решенија за мирување, и сега за јавноста да им биде малку појасно, тоа значи дека сите 30 на полициски службеници кои што се опфатени со истрагата Пулс, од самото отварање на истрагата во месец март до денеска, работните односи им се ставени во мирување, немаат никаква плата, немаат никакви придонеси, немаат здравствено, немаат пензиско инвалидско осигурување, немаат можност да се вработат за да може да добијат некаква си основен надомест за да може да преживеат нели во делот на одржување на своите фамилии. Меѓутоа работните односи им мируваат, а не им мируваат ратите за кредити кои што ние сите ги имаме, не им мируваат стамбените кредити, и тоа е еден многу сериозен проблем што во јавноста се игнорира, и не знаеме до кога ќе трае целиот тој процес на мирување на работен однос, затоа што законот предвидува 6 месеци, меѓутоа еве гледаме дека тој процес веќе трае 1 година, а веројатно судските процеси ќе траат и повеќе години. Така што ако вака продолжиме, не знам до кога мислат да полициските службеници бидат оставени без плата, а делот на самото постапување во делот на дискотеката Пулс, ако зборуваме, нели, тоа е нешто што гледаме едно обвинение од само 3 страни за полициските службеници што биле опфатени во дискотеката Пулс. Еден од нашите колеги за жал го загуби и животот, Тоше Тодоровски, за кој што ние кренавме и споменик лани, со што сакавме да покажеме дека полициските службеници надвор од сето тоа беа добро што беа таму во дискотеката, затоа што замислите колку жртви ќе имаше да не беа полициските службеници таму и да не помогнеа во делот на евакуацијата и повикувањето на другите служби. Тие пристигнаа на самото лице место во 2:32, во 22:34 е пожарот, и за само 2 минути тие веќе имаат лишено лице од слобода, имаат најдено дрога, имаат и веќе пронајдено малолетници во самата дискотека, ама тоа е нешто што понатаму во судскиот процес ќе се збори, не би сакал воопшто да навлегувам во детај. Она што ме интересира, што пишува во колективниот договор во однос на овој проблем каде што полициските службеници добиваат решенија за мирување? Колективниот договор предвидува еден сосема друг институт за разлика од институтот мирување кој што го предвидува Законот за работни односи, а тоа е можност за отстранување на вработените во Министерството за внатрешни работи против кои што се водат кривични постапки. Значи едноставно Министерството има можност да им даде решенија за отстранување на работно место, односно да бидат суспендирани и да добиваат 80% надомест на плата додека би траела таа постапка, нели, со која што ќе бидат отстранети од работните места, и сметаме дека Министерството требаше треба тоа да го направи, или дополнително да им најде работни места согласно мерките кои што им се определени од судот, односно да бидат на работни позиции што нема да бидат со статус полициски службеник, меѓутоа понатаму ќе извршуваат работни задачи во делот на Министерството за внатрешни работи и ќе имаат можност, нели, да остваруваат плата што им е потребна за живот. Во однос на, нели, условите за работа, дали има недостиг на кадар во, нели, полицијата и како тоа се одразува врз функционирањето на самата служба? Апсолутно дека има, и за жал најголем е недостигот во делот на полициските службеници што се опфатени на терените каде што највеќе треба да бидат присутни, и тука ако зборуваме за полициските станици кои што се во униформа, пополнетоста е некаде 30 до 40%, со исклучок на одредени организацијски единици што можеби отскокнуваат од тој дел, меѓутоа дефинитивно има недостиг. Во моментот во Министерството за внатрешни работи има некоја најава, односно процес на спроведување
на нова систематизација кој што треба да направи реорганизација на Министерството и да обезбеди соодветна пополнетост, меѓутоа тие процеси ќе ги гледаме како ќе се одвиваат. За сега можам да кажам дека полициските службеници кои што се во полициските станици имаат огромен недостиг на кадар и сето тоа што го гледаме во моменталното функционирање е со огромни прекувремени ангажмани на полициските службеници за да може да се потполнат тие празнини и недостиг на кадар. Да. Колку системот, односно колку вашето министерство вложува во обука и професионален развој на самите полициски службеници? Тоа е нешто што во последниот период имаме значителен развој, морам да признам, и напредок во тој поглед. Баш сега пред извесен период бев на една обука за фалсификувани документи, што морам да кажам дека ако не беше на повисоко ниво на државите од Европска унија, беше барем на исто ниво, а беше одржана од наши колеги полициски службеници. Центарот за обука има многу голем напредок од тоа што беше од пред 10 години кога ние завршувавме обука, од тоа што е сега. Зборувам и за услови за работа, и за храна, и за обуките во кои што ги одржуваат, така што останува да видиме како тие обуки во иднина ќе вродат со плод во делот на работните односи и работните процеси во Министерството. Меѓутоа, за сега морам да кажам дека гледам одреден напредок во тој поглед. Господин Ефремов, дали младите се заинтересирани за оваа професија сега, нели се најавува отворање на средно училиште? Се помалку млади се заинтересирани за оваа професија и тоа е за жал резултат на ниските плати, резултат на ризикот кој што го носи самата професија и резултат на сите тие ограничување што ги носи самата служба, ограничување кога зборувам во делот на приватниот живот, затоа што вие кога станувате полициски службеник не сте платен 24 часа, сте платен само за полниот фонд на работното време, меѓутоа имате одговорност во декот на 24 часа, должни сте да бидете на повик, да постапувате во 24 часа, должни сте веќе друг да ви го планира животот, одморот, семејниот, приватниот живот. Тоа е нешто што ние сега тежнееме да барем направиме мало поместување во тој дел, затоа што моменталните правилници одат до таму да дури забрануваат и користење на мобилни телефони на граничната полиција, на сообраќајната полиција, на управните служби за целото работно време, што мислам дека е апсурд и нешто што е неприменливо во 2026 година, кога сите имаме потреба да имаме контакт со семејството, со децата од градинка, со болните родители и со сето тоа останато, така што мислам дека тука треба да има либерализација. Исто така забрануваат тие правилници да имаат полициските службеници тетоважи, да носат бради, што е покажување на веќе на свој израз, на личен изглед, а не на некаква си неуредност, така што доколку овие работи можеби во иднина би се подобриле заедно со платите и би имале некоја либерализација во тој поглед, може ќе привлечеме млади луѓе да сакаат да бидат полицајци. Меѓутоа со вакви плати, со вакви услови за работа, со тој ризик и со сите тие ограничувања што ги нуди професијата, мислам дека не сме примамлива професија. Еве ги кажавте вашите барања во однос на плати, во однос на опрема, меѓутоа каков е фидбекот, каков е одговорот на институциите за вашите барања? Има ли диалог, има ли ветување, има ли вистински ветувања, остварени лажни ветувања? Реален диалог, вака тешко да кажам дека има. Сите тие одговори од страна на институциите најчесто се декларативни. Декларативни во делот на тоа ќе разгледаме, ќе оствариме, ќе видиме штом се створат можности и се останато, меѓутоа сметам дека тоа треба да биде променето од страна на институциите, затоа што инвестирањето во безбедноста е инвестирање во државата, а не трошок. Така што мислам дека многу посериозно треба да бидат сватени барањата на полициските службеници, затоа што сите ние како граѓани ја сваќаме потребата од функционална полиција, за жал кога ќе ни се случат одредени трагедии, за жал кога ќе видиме прегазено девојче на Партизанска, кога ќе видиме пожар, кога ќе видиме поплава, земјотрес и така натаму, меѓутоа до тогаш целиот тој безбедносен систем го сметаме како трошок. Еве конкретно за барањето за повисоки плати. Кој е одговорот на Министерството, меѓутоа и на владата како партнер во сето ова? Јас не сакам да го прифатам одговорот дека нема пари. Затоа што тој одговорот генерално секој пат тој одговорот, затоа што Министерството е една многу гломазна институција која што брои околу 11 до 12.000 вработени. Знаете, кога барате зголемување на плати за 11 и 12.000 вработени, оди многу потешко за разлика од барањето за плати на судската полиција кои што се околу 200 луѓе, за шумската кои што се околу 300 и се останато. Меѓутоа сметам дека во Македонија треба да има една целосна реорганизација на платите во државата
државата и да се направи еден фер систем на плати, затоа што не може за едни да има, за други да има, за други да нема. Не може во државата да имаме 7.000 денари или 8.000 денари зголемување на пензиите, не може да имаме чистачка во град Скопје која што ќе има почетна плата од 48.000 или не знам балетан во Министерство за култура кој што веќе зима над 80.000 денари плата, а за останатите сектори да нема. Така што сметам дека треба да се направи една цела реорганизација на платите, каде што ако нема ќе нема за сите или тоа што има ќе го поделиме рамномерно. А колку барате зголемување на плати? Бараме минимум 20% зголемување на платите, затоа што сметаме дека само со такво едно зголемување може да се осети една разлика. Сето тоа што е зголемување, односно законско порамнување со минималната плата од 1600 денари или 1200 денари или 1000 денари или 5% е недоволно за полициските службеници да ја почувствуваат таа разлика и да ги следат порастот на трошоците за живот. Како стигнавте до овој момент, припадници на МВР, да барате повисоки плати, да се најдете на некое, да речеме, според овие бројки кои што ги кажувате, најниско ниво, кога пред 10 години, нели, полициските службеници беа луѓе со највисоки примања? Да, тоа е точно. Меѓутоа, за жал, во Министерството за внатрешни работи, тука не зборувам нели само за претходниот министер, туку и за претходната министерка пред него, начинот на водењето на Министерството го водеа на делот на распределба на буџетот што го имаат, без при тоа да водат однос за тоа што треба да исплатат на вработените и се појави еден голем број на судски постапки по основ за тоа. Значи од години наназад не беа исплаќани бонус платите, не беше исплаќана храната за работа ноќе, приправниците кои што требаше да бидат 6 месеци беа држани и година дена и година и 2-3 месеци како приправници и врз основа на тоа се појавија многу голем број на судски постапки што на некој начин ни ги одлеа средствата кои што ние требаше да ги добиеме за покачување и за жал тие министри сметаа дека судските постапки, додека не го зголемат трошокот на делот на покачувањата, треба да бидат толерирани и се појавија илјадници, ако не и десетици илјади судски постапки, што за жал во моментов се огромен трошок за Министерството за внатрешни работи. Сега веќе почнавме да ги добиваме сите делови што треба да ни се исплаќаат, како храната за работа ноќе, пак кажувам, бонус платата веќе доброволно се исплаќа, меѓутоа напоредно се плаќаат и сите тие судски постапки кои што се во тек и претпоставувам дека тука некаде ни заглавија паричните средства кои што требаше да ги добиеме за покачување, меѓутоа пак мислам дека тука треба државата да интервенира со дополнителен буџет за Министерството за внатрешни работи, барем за наредните неколку години, за да може од една страна да се покријат тие судски постапки, меѓутоа од друга страна платите на вработените да ги следат трендовите на останатите. Политиката секаде се вмешува, колку политичките влијанија се присутни во работата на полицијата? Како што кажавте, секаде се вмешува и тоа е точно. Значи, во секој сектор во државата сметам дека политиката е премногу вмешана, па и полицијата не е имун на сето тоа и за жал се уште се чувствуваат огромни политички влијанија во делот на вработените и работните процеси во рамките на Министерството и тоа е нешто што за жал од една страна ја губиме довербата кај граѓаните, од друга страна ги демотивираме професионалците што ги имаме во рамките на полицијата и тоа е нешто што се надевам дека во иднина ќе се смени со професионализирање на функциите, а не гледање на делот на политички функции во рамките на Министерството. Искрено, кога некаде ќе слушнам, без разлика која влада е моментално нели во целиот тој дел, дека се поделени местата на една или друга политичка гарнитура од рамките на раководните структури, началници, командири, сметам дека тоа е нешто што не смееме да зборуваме, туку ќе треба да почнеме веќе еднаш да ги гледаме делот на професионалните ангажмани и работното искуство што ги имаат вработените во рамки на распоредување на раководните структури. Дали има доволно заштита на правата на полицајците како вработени во МВР? Ова дефинитивно не и за жал морам да признам дека независниот синдикат на полицијата можеби единствената светла страна во делот на поддршка и заштита на вработените во делот на нивните процеси. Од страна на Министерството и од страна на другите институции, за жал, секој пат кога и да има кривични и било какви други постапки сме остаени сами на себе да се заштитуваме, иако во колективниот договор Министерството е обврзано да обезбеди бесплатна правна помош, да плати адвокати. Јас се уште, како што сум веќе 10 години синдикално активен, не сум сретнал институцијата да покрие бесплатна правна помош или да плати некој адвокат. Збориме за вработен кога е ставен од страна на обвинет во некоја кривична постапка поради делот на работните процеси. Значи, такво нешто досега немало
ниво и за жал не гледаме доволна поддршка од страна на институцијата во сите тие процеси во кои што се наоѓаме, затоа што ајде министерот ако го исклучиме дека е политичка фигура, можеби вработените очекуваат поголема поддршка од страна на директорот како првиот полицаец во делот на државата во процесите како што се процесот со Ивана, процесот со Росица, процесот со Пулс, каде што ако ништо друго нели ќе застане во одбрана и поддршка на вработените во сите тие процеси, затоа што не смееме да дозволиме да такви групи, огромни групи на полицајци ни бидат обвините без никакви докази и без соодветни постапки. Апсолутно ние сме за секој што се огрешил да одговара и секој еден полициски службеник што ќе биде пронајден во било каква кривична одговорност треба да одговара. Меѓутоа таков дел на 39 кривични пријави против полициски службеници за Ивана, 19 за Росица, над 30 за Пулс, мислам дека се бројки што не треба да ги дозволиме. Ако некаде најдеме реална одговорност, нели, врз основа на докази, апсолутно и како треба да одговараат. Меѓутоа, не само за да ја префрлиме одговорноста на друг, да опфаќаме такви големи бројки на полициски службеници што понатаму нели влегуваат во едни голготи на докажување со години во судските процеси и лавиринти. Да. Можеби не е стрикно ваш домен, меѓутоа како ја оценувате безбедносната состојба од полициска перспектива во самата држава? Безбедносната состојба веројатно е стабилна, меѓутоа од тоа што го гледаме кревка, затоа што е оставена да полициските службеници ја одржуваат со надчовечки напори, како што кажав и на почетокот на пак тука се поврзува со условите делот на прекувремената работа, делот на снаоѓањето со униформа на буквално нели поминување ден за ден, и сметам дека доколку државата не направи некои суштински реформи во овој дел и не обрне дополнително внимание, во иднина нема да биде тоа така. Така, што треба да се промени, пред се, како појдовна, како првична? За да се промени безбедносната состојба, да се промени ефикасноста на полицијата, треба по мене да се променат три работи, односно да се даде плата на полициските службеници достојна за живот, да се даде соодветна униформа и да се даде поддршка во нивното постапување, затоа што знаете, полициските службеници многу често се резервирани и не постапуваат затоа што секое едно постапување понатаму носи одредени дисциплински, судски, кривични и какви не се други постапки, како што кажав претходно, без доволна поддршка од страна на институцијата и остаени само синдикатот да е заднив. Ако имаат доволна поддршка, имаат соодветна плата и униформа, полициските службеници мислам дека сериозно ќе си ја сватат работата и ќе го видат тоа и самите граѓани. Од тоа се во однос на работничките права, меѓутоа кои се клучните реформи кои што треба да ги направи полицијата, односно МВР, за да се подобрат воопшто состојбите во самото министерство? Веројатно тука би било зголемувањето на плата, повторно кажувам, како инвестиција, не како трошок, и еден систем на кариера, затоа што тоа што се случува во министерството можеби е веќе ретко во рамките на Европската унија, да само кај нас има таква флуктуирачка структура на распоредување, што значи дека вие можете да почнете како ограничен полицаец, па да завршите во собраќај, па потоа да одите малку во специјални единици, па повторно потоа да бидете вратени некаде во делот на обезбедување на дипломатско-конзуларни представништва по куќарки. Тоа е нешто што ако сакаме квалитетна и професионална полиција не смее да се случува, и сметам дека таква една реформа ни е и текако потребна да има еден редовен, реален професионален развој. Ако сте започнале во делот на граничната полиција, да се пензионирате во делот на граничната полиција или во специјалната или во сообраќајната, и мислам дека ми ја разбирате поентата за да може едноставно да изградиме квалитетни и ефикасни полицајци. Ја разбирам со оглед тоа дека ваквата состојба е во речиси сите институции па и фирми. Еве како последен апел да го искористиме вашето гостување до надлежните институции за подобрување на состојбите. Апелирам до сите институции сериозно да ги разгледуваат нашите барања, не само декларативно да ни одговараат. Сите овие наши јавни настапи, реакции и протести што ги имаме да не ги сваќаат лично, затоа што мислам дека треба да го надминеме оној дел на разбирање дека ако некој синдикат протестира е за некого против, не е против, туку едноставно привлекување на внимание и истакнување на сите тие барања околу условите за работа, повторно што ги имаме, така што мислам дека треба да имаат посериозен пристап врз основа на барањата на синдикатите, затоа што синдикатите се едноставно работничкиот глас. Господин Ефремов, благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. Така.
Тоа беше господинот Мартин Ефремов, председател на независниот синдикат на полицијата. Благодарам што станавте на фреквенцијата на телевизија 24. Јас тука се одјавувам. Имајте пријатен ден.